Поројните врнежи можеби предизвикаа големи штети и уништија дел од крските култури во Качанската котлина, но за белото злато дождот дојде како порачан. Земјоделците велат дека сидбата е завршена кај 95% од посевите и прогнозираат добра реколта, која според нив се должи на навременото засејување и квалитетното семе. Сепак, за добра жетва релевантни се повеќе фактори. Сејбата е завршена скоро можда 100%. Веќе и временските услови тоа го налагат. А за приносите ќе се види понатаму, има време. Се уште е во фаза на вегетација, на поникнување, некои се селектират, веќе се заштитуваат некои површини кои се порано посејани. Во однос на цената, која долг период се движи од 60 до 80 денари за килограм, покачувања се очекуваат во случај ако се појави недостиг на ориз низ пазарите во соседството, но земјоделците се скептични дека цената и покрај тоа ќе остане иста до крајот на жетвата. Па за сега е тоа, може да падне, може да се скокне. Ке каде се времето. Најзастапена се уште е сортата Сан Андреа, но не изостануваат и турските сорти кои имаат високи приноси. Сан Андреа моментално. Сега има веќе допрано некои нови сорти од турското поднебје. Што мислите за нив? Се уште се во испитување, во фаза на испитување. Ќе се види тоа за некоја година, какви квалитети ќе дадат, какви приноси, како ќе се адаптират на нашето поднебје. Тоа е многу зависно од адаптацијата, од приносите, од сите квалитетите се. Овој производител повеќе од 20 години одгледува ориз и вели дека кочанското бело злато секогаш ќе остане во редот на најквалитетните и најбарани житни култури на македонскиот, но и на странските пазари.